имаме гости со кои ќе поразговараме за една многу убава, благодарна и хумана мисија. Нагости во утро за прв пат ни се Верица Божинова и Здравко Ставров, стручни работници за поддршка на згрижувачки семејства од СОС Детското село, подрачна канцеларија Кавадарци. Добро утро и добре ни дојдовте за прв пат во утро. Добро утро. Добро утро. Мило ми е што денеска ќе зборуваме малку за тоа што вие го работите и која е дејноста на оваа канцеларија во СОС Детско село. Па ајде за почеток да видиме што значи сместување во згрижувачко семејство и кој се може да биде згрижен. Сместување во згрижувачко семејство е форма на заштита всушност која овозможува грижа за лице, за дете, кој во моментот има потреба да биде заштитено и да биде безбедно. Од причини како што се семејни насилства, грубо занемарување, злоупотреба на деца и слично. И сега сите ние ќе се сложиме дека за секој дете најдобро е да расте, да си живее во своето биолошко семејство. Меѓутоа, кога веќе се појавила потребата од згрижување и детето да биде сместено некаден, најблиска форма всушност до биолошкото семејство е згрижувачкото семејство. Згрижувачкото семејство треба да представува сервис на биолошкото семејство, додека биолошкото семејство не се зајакне, за да може корисникот детето да се врати во биолошкото семејство или додека детето не се посвои. Сега во пракса треба да е така, меѓутоа за жал се почесто многу деца остануваат во грижа до 18 години, односно до комплетирање на нивното средно образование. Или пак постојат случаи специфични во законот каде што родителите никогаш нема да дадат изјава детето да се посвои, па тоа останува во грижа. Што значи згрижувачите се даватели на социјална услуга згрижување. Така, кажавте дека деца треба да бидат посвоени од тие. Како се наидува во тој дел од страна на згрижувачите, имаме ли во Кавадарци, немаме ли? Нашето Центарот за поддршка на згрижувачки семејства од неодамна спроведува кампањи за промоција на згрижувањето, токму и оваа прилика ја користиме. Се зголемува бројот на згрижувачките семејства, но сепак апелираме да ја промовираме мрежата на згрижувачки семејства, да може тој број да се зголеми, бидејќи со оглед на потребите потребни се згрижувачки семејства за деца. Сега во однос на прашањето кому му е потребно сместување во згрижувачко семејство, тоа се деца кои се без родители или без родителска грижа, и тоа деца во ризик, деца во судир со закон, деца жртви на семејно насилство, деца со попреченост, со еден збор деца кои во моментот не по своја вина останале без родители и родителска грижа, и им треба некој да им покаже, да ги гушне, да ги заштити, да им покаже дека ги сака, да знаат дека не се сами и да им биде поддршка во се. Ајде, сега што добиваат тие деца, кажавме, како може луѓето да се информираат и да ми кажете и други детали, Здравко, други детали што не ги споменавме во претходно излагање на вашата колешка. Јас би започнал во делот кој може да биде згрижувач, кои се условите кои што треба да бидат исполнети. Тоа е лицето да биде полнолетно, да биде во општа добра здравствена состојба, да има најмалку завршено основно образование, да биде не постаро од 65 години, да нема одземено или ограничено родителско право и да не биде изречено кривично дело, казна затвор повеќе од 6 месеци и нормално да има материјални услови за да може да биде згрижувач, условите кои што ќе бидат исполнети, наведени во подеталните критериуми. И исто така едно од најбитните сегменти е да биде, односно да има завршено обука за згрижувачи која што ја спроведува Центарот за
поддршка на згрижувачки семејства СОС Детско село. Би напоменал во тој дел дека постојат конкретно за обуката, дека постојат 9 сесии кои што траат околу 2,5 месеци, низ која обучувачите ги јакнат компетенциите на згрижувачите. Исто така постојат неколку видови на згрижување. Би се задржал на тие, постојат општо, специјализирано, привремено, повремено и роднинско згрижување. Општото згрижување е обезбедување грижа за личноста, неговото образование, здравствената состојба, секојдневните потреби на лицето, нели во зависност од неговата возраст. Понатаму следува специјализираното згрижување, каде што се опфаќаат исто така сегментите од општото згрижување, меѓутоа се работи за најчесто за лица, нели, со згрижување за лица со попреченост и згрижувачите во тој дел треба да имаат специјализирана обука, која што исто така ја спроведува Центарот за поддршка на згрижувачки семејства. Понатаму следува интервентното згрижување, тоа трае 30 дена и тоа се однесува кога, нели, настанува пример занемарување од страна на родителот и така натаму. Потоа следува привременото згрижување, односно тоа може да биде згрижување на лица од општо и специјализирано згрижување, но се случува кога, пример, при спреченост на примарниот згрижувач, и роднинско згрижување, кое што се случува, нели, за лица без родители или без родителска грижа, но се случува во кругот на семејството и е од страна на баба, дедо, нели, од најблиското семејство, војко, тетка, брат, сестра и така натаму. Значи има повеќе сегменти и начини како да биде згрижено едно детенце, јас би рекла, во ризик на некој начин, заради тоа што, нели, поради различни причини детето е оставено и треба да се најде начин како да биде заштитено. Каде се, како може да се информираат за останатите детали, сите гледачи, сите оние кои, можеби сакаат да згрижат дете, меѓутоа не знаат тоа како да го направат, каде може да се обратат, кој е патот, нели, за аплицирање, да им објасниме малку на гледачите? Значи, првен би ги спомнала во ова прилика надлежностите на згрижувачот кој што треба да ги има, нели, за да згрижи едно дете. И тука ќе ги спомнеме дека згрижувачот треба да обезбеди првично и основно, нели, сместување во згрижувачкото семејство. Потоа треба да му обезбеди, нели, храна на детето, основна општа и лична хигиена, да обезбеди услови за задоволување на етички, верски, забавни потреби на детето, да се грижи за неговото здравје, за неговото воспитување, за неговото образование. Потоа згрижувачот треба и многу е важно да го иницира и да го поддржи контактот на детето со биолошкото семејство, доколку тоа е во негов најдобар интерес. И згрижувачот треба навремено да ги известува центрите за социјална работа и Центарот за поддршка на згрижувачки семејства за сите промени и потреби на детето во текот на грижата. Бидејќи знаете како поговорката вели, за да се израсне едно дете, потребно е цело село. Оваа символика го опишува целиот систем на поддршка всушност и сакаме да потенцираме дека згрижувачот во текот на грижата во ниеден момент не е сам. Во тоа, значи, тука е еден цел тим на стручни лица кои му помагаат, кои го поддржуваат и во сите заедно работиме во најдобар интерес на детето. И тоа е позитивно, затоа што не се сами може да има кој да им пружи рака и да им помогне во дадени ситуации, дали со совет, дали со интервенција, нели, од вас како стручни лица. Сега, како што кажав, ајде да одговориме, пошто знам дека ги интересира најмногу луѓето
каде се може да се обратат, кој е патот, нели, какви документи им треба, што им треба на луѓето. Кажа и колегата, нели, дека има некои обуки што треба да се меѓутоа пред обуките дали треба доволно е само да дојдат кај вас или има нешто за аплицирање кое треба да го исполнат? Да, има потребна документација за кое што колегата ќе ги објасни што е потребно, нели, претходно пред обуката за да се стане згрижувач. Да, како што споменав претходно, нели, ги напоменав критериумите. Сега би се задржал пример за тоа што згрижувачите, нели, добиваат од самата обука и, нели, од процесот кога влегуваат да станат згрижувачи. Во тој дел државата секоја година носи одлука за цените на социјалните услуги, кои што моментално, нели, сега пред неколку денови имаше измени нови, така да би можел, нели, за подетално информирање на јавноста да ги кажам. Тоа се цените за социјални услуги за згрижување на општо згрижувачко семејство е 22.015 денари за згрижување на едно дете, 18.910 денари за месечно за секоја дете за згрижување две деца, 16.823 месечно за секоја дете за згрижено трето дете. Понатаму за роднинско згрижување кој што, нели, претходно го споменав како едно од згрижувањата, за едно дете 15.662 денари, 12.591 месечно за две деца и 10.527 денари за секоја дете за згрижено трето дете. И последното би споменал за, нели, специјализирано згрижувачко семејство. Државата определила 27.643 денари за лице со попреченост, кога едно лице е згрижено, односно 906 денари дневно по корисник и 23.000 денари 487 денари месечно за лице со попреченост, кога две лица се згрижени, односно 770 денари дневно по корисник. Така, тоа што му го дава, нели, државата, доколку имаме згрижувачки семејства и згрижуваат дали едно, две, три, може, значи мислам дека е неограничено колку финансиската поддршка од државата е тоа всушност, бидејќи грижата за децата. Меѓутоа, што како документација треба, например, јас сакам да згрижам дете и каде да се обратам, што документација мене ми е потребна за јас да се приложам како згрижувач во вашата институција? Нели, колегата ја напомена документацијата која што се вади од нашите институции, нели, пред се да е психофизички здраво лицето, да не е осудувано, да нема одземено деловна способност, за да добијат нашите слушатели повеќе информации во врска со згрижувањето и она што ги интересира. Веќе од ноември 2024 година во нашата општина во Кавадарци функционира подрачното оделение, како што кажавме. Се наоѓа на третиот спрат во Домот на културата. Ако побудивме интерес кај некого од гледачите, сигурно сум дека да, би ги поканила да дојдат на еден разговор, да поразговараме, да им се објаснат детално сите постапки во овој процес, како тече процедурата. Исто така сигурно гледачите ќе ги интересира и делот со обуката која што треба да се помине, која што да напоменеме дека обуката е бесплатна и за обуката се добива сертификат, станувате сертифициран згрижувач. Во нашата општина има многу деца на кои што им е потребна грижа, кои што се во моментот небезбедни, кои што останале без родители и родителска грижа, а всушност немаме згрижувачки семејства. Ги згрижуваме по другите општини. Оваа прилика сакам да ја искористам да покажеме и ние дека сме еден топол, еден хуман народ, еден народ полн со љубов, со емпатија за нашите деца, бидејќи сите ја носиме одговорноста за нашите деца. И не можеме да бидеме херои на сите деца, и тоа е нормално, ама доволно е да спасиме едно дете и да бидеме негов херој. Нашата општина, всушност, за нашите деца, да се прошири мрежата на згрижувачки семејства и во нашата општина.
Така е. Имате и телефонско бројче каде што нели може да се јават? Да, имаме телефонски број каде што нашите колеги и ние стручните лица одговараме на телефонскиот број. Секој едно јавување ни е драгоцено, обрануваме многу време и внимание на секој јавувач. Телефонскиот број е, да го кажам, 075 277 447. Ете, доколку ве интересира и сакате да бидете дел од згрижувачко семејство, или јавете се на телефонскиот број, или посетете канцеларијата овдека во Кавадарци. Ова е регионална канцеларија, значи не само од општина Кавадарци, него може и од соседните. Целиот Вардарски регион, нели, општините во нашиот регион. Да се пријават луѓе и ете да згрижиме некое детенце да има топол дом, да се осеќа убаво, да се осеќа како дома едноставно. Така, тоа е крајната цел всушност. Така, мислам дека се начнавме, се кажавме, ако изоставивме нешто, може да си кажете слободно. Да, само на крајот би кажал дека во целиот овој процес целосната поддршка згрижувачите имаат од страна на стручната служба во Центарот за поддршка на згрижувачки семејства, така да во тој процес не се сами. Да. Тоа е убаво, затоа што сепак подадената рака и како вас, како стручни лица на згрижувачите, меѓутоа и од страна на згрижувачите кон децата прави секој еден да се чувствува убаво и да го добие тоа што навистина го заслужува. Ви благодариме на поканата. Се надеваме дека следното наше гостување веќе би било во насока на тоа да разговараме за реални бројки на згрижувачки семејства во нашата општина и во нашиот регион. Дај Боже да е тоа така. Јас сум сигурна дека ќе се најдат згрижувачи кои ќе подадат рака на дечиња и едноставно и нивниот живот ќе биде разубавен, а тоа може да го направат дури и оние кои на пример не се колку што знам да речеме во брак, а се во поодминати години и можат да си имаат едноставно некој со кој ќе го поминуваат времето и ќе му пружат максимална љубов и поддршка во секојдневието.